Трета недела од јануари. Ние патуваме во друштво на нашиот сателит Месечината. Ја гледаме во исто време на екранот и низ прозорецот. Тоа е прозорецот на нашиот вселенски брод Земја. На Месечината и треба околу 1 месец за да ја заобиколи Земјата. Гледано од Земјата, Месечината има слична патека како и Сонцето. Изгрева на исток и заоѓа на запад. Сонцето изгрева наутро, а заоѓа навечер, бидејќи Земјата се врти, а всушност неподвижно стои во центарот на сончевиот систем. Секој ден напладне го гледаме Сонцето на истото место, на југ. Со Месечината е поинаку. Месечината полека кружи околу Земјата и секој ден ја менува положбата. Утре нема да ја видите на истото место како и денес. Ќе се помести за 2 раце во лево. Месечината патува по својата орбита и доаѓа во линија со друга планета, што ни помага да ја одредиме положбата, например во однос на далечниот Сатурн. Тука е Месечината, а за ширина на раката во лево е Сатурн. Можете да видите како Месечината се врти во однос на Сатурн. Една вечер е десно од Сатурн, а следната лево. Секоја вечер Месечината се поместува за 2 раце во лево и секоја вечер тоа се случува 50 минути подоцна. Потребно е 50 минути за растојание во ширина од 2 раце, од местото каде што била претходниот ден во тоа време. Месечината секоја ноќ е различна, постојано се менува. Една вечер е тенок срп, следната е веќе нешто подебел, а наредната уште подебел. Зошто изгледа како срп? Едната страна од Месечината секогаш ја осветлува Сонцето, но ние тоа од Земјата го гледаме поинаку. Нашиот поглед на таа страна се менува од ден на ден. Додека осветлената страна на Месечината се оддалечува од нас, ја гледаме темната страна и само тенок осветлен срп. Сонцето е десно под хоризонтот и оттаму ја осветлува Месечината. Српот е свртен на кај Сонцето, кој всушност сјае, а не Месечината. Секој ден Месечината е се подалеку од Сонцето, а ние од Земјата гледаме се поголем осветлен дел од неа. Српот е се подебел и конечно гледаме половина месечина. Во таа фаза е позади Земјата на патот на кој Земјата само што поминала. Секој ден Земјата се завртува поеднаш. Во текот на денот, Месечината продолжува по патот и ние ја гледаме од левата страна. Вчерашниот агол денес ќе го постигне за 50 минути подоцна. Полумесечината ја пресекува земјината орбита и ни покажува од каде Земјата поминала. Не можеме да видиме на каде Земјата се упатила, но посматрајќи ја полумесечината можеме да видиме од каде сме дошли. На местото каде што е полумесечината, Земјата била 4 часови порано. Погледнете ја Месечината. На истото место ние сме биле пред 4 часови. За 4 часови Месечината ќе биде на нашето место. Месечината го следи нашиот невидлив пат околу Сонцето во текот на годината. Месечината се поместува и изгрева 50 минути подоцна секоја ноќ.
и конечно е видлива не само ноќе, туку и дење. Кога ќе влезе во втората четвртина на својата орбита, толку е сјајна што може да се види и дење попладне на југоисток. Од каде потекнува месечината? Никој не знае за сигурно. Можеби додека земјата не била цврста и се вртела многу брзо, еден дел се откинал и почнал да се врти околу земјата. Можеби месечината дошла од друг дел на сончевиот систем и при поминувањето покрај земјата привлечена од гравитацијата, останала заробена во незината орбита. Можно е да се случил судир со астероид. И од остатоците да настанала месечината што ја имаме денес. Месечината е наш придружник на патот околу Сонцето. Посматрајќи го движењето на месечината од ноќ во ноќ, можеме да ја замислиме незината патека околу Земјата и просторот во кој месечината се врти околу Земјата. Месечината постојано доцне 50 минути на тој пат. Истото се случува во просторот и во времето. Во продолжение на нашето патување ќе видите дека просторот и времето се многу блиски роднини. Сега сме тука и се движиме по орбитата со 107.000 км на час. За 2 месеца ќе стигнеме до рамноденица, точката кога почнува пролетта, како точка од просторот или како точка од времето.